Добро вечер, почитувани гледачи, вие сте со К3, трето информативно издание на нашата телевизија за денеска. Ке се потрудиме да го задржиме и овој пат вашето внимание и да ви информираме. Еве ги насловите. Диалог на ВМРО, ДПМНЕ и СДСМ во Европарламентот. Италијанци ке инвестираат 40 милиони евра. Средба меѓу дипломатите на велесилите Лавров и Кери. Веспрем, шампион во сеха. Ова се само дел од содржините на кои нашата екипа вредно работеше. За преостанатите информации бидете со нас и по рекламите. Дневникот е во 20 часот. Добро вечер, тредневник на К3. Во Европскиот парламент заврши билатералната работна средба на тројцата представници на ВМРО ДПМНЕ Никола Поповски, Никола Тодоров и Илија Димовски со европратениците Иво Вајгл, Едвард Кукан и Ричард Ховит, а во рамки на диалогот што со посредство на Европарламентот се води со представници на опозицијската СДСМ во Брисел. Како што јавува дописникот на МИЕ од Брисел, претходно се одржа одвоена средба на представниците на СДСМ со тројката европратеници Дејвид Кулен и Кристина Грау од Европската комисија, пошто се одржал работен ручек на Вајгл, Кукан и Ховит со Никола Поповски и Радмила Шекеринска. Исто и како Шекеринска, Рената Треневска-Десковска и Виктор Габер, кои го представуваат СДСМ на денешниот бриселски диалог, и тројката од ВМРО ДПМНЕ одби да даде изјава по нивната одвоена средба со европратениците и представниците на Еврокомисијата. Ставот е откако ќе заврши целиот процес на разговори во Европскиот парламент, тогаш страните и европратениците да излезат со официјален став за нивниот исход. Неофицијалните информации од двете средби се дека став на европратениците е итно враќање на македонските социјалдемократи во македонското собрание и прекинување со објавување на телефонските разговори што се стекнати на нелегален начин, зашто ќе следува судскиот случај Пуч, на кој ќе се докажува нивната автентичност. Според најавите, доколку европратениците и представниците на Еврокомисијата од билатералните средби со представниците на двете македонски партии добијат впечаток дека има допирни точки за можен диалог и договор, како и поработниот ручек, на кој присуствува само Поповски и Шекеринска од двете македонски партии, тогаш е можна заедничка средба на представниците на ВМРО, ДПМНЕ и СДСМ. Без разлика на исходот од денешните првични разговори, од Европарламентот најавуваат дека по великденските празници ќе се одржи нова средба со цел ставање крај на политичката криза во Македонија и враќање на СДСМ во собранието. Откако заврши стечајната постапка за Кумановската Искра инженеринг од декември наваму, беа распишани два тендера за продажба на кои немало ниту еден понудувач. Согласно законот, фабриката ќе биде поделена на идеални половини на доверителите, вработените нема да добијат обештетување во пари, туку дел од имотот на старата фабрика, кој е предмет на поделба. По два неуспешни обиди за продажба на фабриката Искра инженеринг, согласно законските прописи, ќе се дели на идеални половини. Оваа вест поранешните вработени ја дознале на последната седница на одборот на доверители. Предмет на поделба ќе бидат управната зграда на Искра, две производни хали, магацини и ресторанот. Државата има побарување од приближно 47%, потоа следуваат над 80 правни субјекти, а вработените влегуваат со околу 15%. Ние нема да земаме обештетување во пари, тоа ќе биде во имот, во недвижен имот. Секој од нас според своите побарувања ќе добие на пример 2, 3, 5, 10 квадрати, така да ќе мора ние да се укрупнуваме заедно 100-150 души и сега зависи секој вработен кај ќе се падне според списокот што е направен од стечајниот управник, кој мора да кажам оваа постапка ја тераше транспарентно и реално од самиот почеток до крајот и ова е еден од ретките случаи каде што е завршена стечајната постапка, за жал на голема штета на вработените, меѓутоа законот
е закон. Од поранешна Искра пред 11 години без опремнени и неисплатени 24 плати останаа близу 600 работници. Како што велат тие со социјалниот пакет и акциите имаат побарување од околу 8 милиони евра. Секој вработен во просек би требало да биде обештетен со приближно 4000 евра. Новата фабрика на Искра беше продадена во 2005 година на грчки бизнисмен Димитриос Салепсис по цена од 500.000 евра, иако вработените сметаат дека нејзината вредност била повеќе од 10 милиони евра. Поранешните вработени ќе покренат постапка преку која ќе побараат да се приспета купопродажниот договор извршен пред 10 години. Се сомневаат дека грчкиот газда не ги исполнил до крај обврските од договорот. Имаме законско право да бараме ревизија на купопродажниот договор. Цената е јавна и транспарентна, меѓутоа дали грчкиот бизнисмен ги исполнил сите договорни обврски од купопродажниот договор. Например, имал обврска во првата година да вработи 200, па наредната година уште 100, па во опрема, во се тие работи. И ако тука најдеме некоја шуплина или некоја неисполнета обврска, ние овој случај не е затворен, своето право ќе го побараме пак на суд. Фабриката отиде на продажба откако му беше одземена на сопственикот Бајруш Сейдију, кој го поседуваше стариот дел од фабриката со неколку хали и ресторанот Милано. Откако во 2008 му беа конфискувани, влегоа во стечајната маса. Според кажувањата на вработените, за време на стечајот дел од фабриката беше ограбен и уништен. Сега на овие објекти има поставено лица кои го обезбедуваат имотот. Инаку фабриката Искра своевремено беше еден од водечките брендови на Балканот во производство на цевки и профили, извезуваше во Европа и Русија, како и на Блискиот Исток. И покрај деночните олеснувања и напорите на законодавецот, кумановските компании недоволно се општествено одговорни. Граѓаните и невладиниот сектор сметаат дека компаниите треба да инвестираат во локалната заедница во која дејствуваат и остваруваат приходи. Прилог подготвен од Александра Максимовска. Кумановските компании со неколку исклучоци воопшто не се општествено одговорни. Ова е размислувањето на невладиниот и граѓанскиот сектор од градот. Дел од компаниите не чувствуваат потреба да придонесат за локалната заедница во која делуваат. Други пак воопшто или недоволно се информирани за суштината и значењето на општествената одговорност. Нивото на соработка, објаснуваат упатените, не се одвива само со невладиниот сектор, туку и со граѓаните, местните заедници. За самите компании недостасувано е момент на филантропија и социјална одговорност, тоа е да разбереме дека тоа го правиме за граѓаните, а не за добивка. А од друга страна, претпоставам дека тука е и спрегата со бирократските пречки, односно честопати, например, за нас како организација, доколку сакаме да добиеме донација од компанија, би требало да поминеме, да го изодиме патот на бирократијата во нивно име, односно да ги припремиме сите документи кои се потребни, за да компаниите после тоа може да го искористат. Секако дека постојат одредени компании кои општествено се одговорни, но потребно е интензивирање на соработката, која треба да ги надмине и даночните олеснувања, кои законодавецот ги изгласал токму со единствена цел – да ги стимулира компаниите да се вклучат во заедницата, да делуваат и да допринесат за развојот. Иако донесено е ослободување од данокот на добивка, доколку компанијата донира, сепак многу малку се практикува оваа обврска како законска, така и морална. Ние соработуваме со одреден број на компании. Меѓутоа, интензитетот на соработката би кажал дека не е вистински и онолку колку што и може да биде. Од кои причини, секако дека има многу причини, меѓутоа би ги охрабрил сите така подобро стоечки организации во Куманово, дека има законска регулатива која навистина овозможува да се помогне на тој невладин сектор, на врвниот спорт, на хуманитарните здруженија како што е Црвениот крст. Општествена одговорност интегрира обврски компаниите кои не се директно поврзани со профитот, туку се насочени кон постигнување на некој вид на општествено добро, опфаќајќи еколошки, социјални и етички прашања и се стреми да се постигне дополнителна вредност како за бизнисот, така и за општеството. Деновиве со поддршка на Американската амбасада во Скопје се спроведува проект чија цел е поттикнување на компаниите во Македонија поинтензивно и поопфатно да се вклучат во делувањето на локалните заедници, а со тоа да станат и општествено одговорни.
Лицата со инвалидитет не се соочуваат само со физички, туку и со економски и социјални бариери и ставови. Ниската образовна структура и непристапноста до училиштата и институциите се главниот проблем на оваа категорија граѓани. Лицата со инвалидитет и ден денес се соочени со многу проблеми, но како главна причина за нивната дискриминација во општеството е слабо развиената јавна свест на народот, односно категорија луѓе кои сметаат дека лицата со инвалидност се болни и неспособни за работа. Ниската образовна структура е основната причина зошто овие граѓани не се конкурентни на пазарот на трудот. Од каде сега тоа потикнува? Најверојатно од тоа што тие се на некој начин спречени да се едуцираат, велам спречени од причина што знаеме дека основните и средните училишта се со архитектонски бариери, со многу скали на влезови, непристапни за лица со потешка инвалидност. Освен тоа, не постои внатрешна премостливост и проводност помеѓу кабинетите и катовите, бидејќи нема лифтови, како и тоалети, каде тие нормално за својот 6-часовен престой во училиште може да ги обувуваат своите физиолошки потреби. Покрај непристапноста до училиштата и институциите, лицата со инвалидност имаат проблем да ги преминуваат улиците поради високите тротоари, немаат доволно бележани места за паркирање, како и неможноста да се искачат по скали кои според Јовановски двојно ги хендикепираат. Степенот и тежината на нивниот инвалидитет понекогаш ги спречува да може да работат во принцип работни задачи кои се поврзани со долгостоење или одење. Затоа постои комисија која во својот навод оценка и мнение дава сугестија на кои работни задачи лицето може да ги обавува. Со податокот од Агенцијата за вработување минатата година 1648 лица се активни баратели на работа, а околу 3000 се вработени во заштитени трговски друштва и многу мал дел во јавниот сектор. Наскоро се очекува да дојде до измена во законот за вработување за оваа категорија граѓани. Надворешното рекламирање како супериорен медиум на денешницата се издвојува по неговата можност да нуди реклама што е достапна 24 часа на ден, 7 дена во неделата. Според граѓаните, билбордите се одлична можност да се информираат за новостите кои не можат да ги следат на телевизија. Другите пак се настават дека во Куманово се претера со поставување билборди на секој чекор. Сите 24 часа во денот, билбордите го освојуваат секој случаен минувач. Кога човек се приближува кон него, тој едноставно не може да го игнорира поради неговата големина и упадливост, а со тоа и пораката што му ја соопштува, за разлика од пропагандните пораки на телевизијата и новите медиуми, кои се прекинуваат со помош на само едно копче. Нови, интересни и скинати, распаднати, високи, ниски. Надворишните реклами последниот период постојано никнуваат во центарот на Куманово, особено на тесните тротоари. Дел од граѓаните се жалат дека дел од билбордите се невкусно уредени и им земаат голем простор од користењето на јавниот простор. На граѓаните нормално дека им смета. На граѓаните не е само билбордите, на граѓаните многу работи и сметат и ја не знам дали тука архитекти има да некои работи ги погледат. Најповеќе ни сметат и фасадите. Тоа е пренатрпано, тоа е еден кич, тоа е едно ругло за град и за руралните средини. Кога тргнете на кај било кој град, по патиштата има да видите се и се што. Не. Зошто? Затоа што не падам на маркетички финти. Токму бидејќи ги немам приметено, мислам дека не. Не, искрено не. За мене медиум интернет е прва ствар и увек на тој си ослонува. Не, ја многу слабо шетам. Па најчесто не. Паѓаат во очи кога се на видно место и кога се ударни боите. Од друга страна, дел од граѓаните се навикнати на надворешното рекламирање. Тие се согласни дека креативно привлечената порака со 5 до 6 зборови, поставена на фреквентна локација, може да достигне до поголем број на читачка публика. За оние кои помалку гледаат телевизија, билбордите се одлична можност да се информираат за новостите во градот. Луѓето на некој начин се информираат. Нормално тоа се јаки фирми кои се рекламираат и на луѓето им паѓа во очи тогаш. Едноставно знаат која фирма и што представува. Добри се за тоа што не сметат на никого, на страна се. Кој сака погледа, кој не е ке здравје. Има секогаш новини кои треба да се видат. Оти све ново и ново се појавува. Од секторот за урбанизам во општина Куманово информираат дека неколку фирми ги поставуваат билбордите, откако претходно ќе достават документација до нив. Според нив подоставената документација за билборд надлежните излегуваат на терен и доколку се утврди дека е поставен на несоодветно место, тој ќе биде отстранет.
Компаниите покажаа голема заинтересираност за отворање нови работни места преку мерките на Агенцијата за вработување. Најчесто вработуваат млади до 29 години за кои се ослободени од плаќање на придонеси. Досега преку оваа мерка бизнисот вработил 7.500 лица. Новите програми за стимулирање на ангажманот на постари лица и невработени до 35 години кои чекаат на усвојување во собранието треба да резултираат со нови 20.000 вработувања. Фирмите се повеќе се пријавуваат и за мерките за практиканство и обука кај познат работодавач. Владините поволности значително им ги намалиле трошоците во работењето и отвориле простор за реализација на плановите за натамошен развој, а со тоа и за отворање на нови слободни работни места. Агенцијата годинава планира да потроши 660 милиони денари за мерките за вработување. Најголем дел од парите ќе отидат на сметки на фирмите кои што ќе ги искористат стимулациите за зголемување на бројот на вработени. Во рамки на работниот дел на форумот, компаниите дискутираа за искуствата од досегашната примена, како и идентификување на предизвиците и потребите за бизнис заедницата, во насока за јакнење на соработката во планирање, како и имплементирање на политиките за вработување на локално и на национално ниво. Компанијата Кондево од Италија, лидер во производството на топлотни разменувачи за бойлери и добавувач на светски познатите производители на бойлери, ќе инвестира 40 милиони евра во индустријската зона во Штип и со тоа се очекува да вработи над 250 лица. Инвестицијата е вредна на 40 милиони евра и треба да донесе нови најмалку 250 вработувања, соопшти премиерот Никола Груевски на народниот митинг што се одржа во Штип. Сакам да објавам една сосема нова инвестиција. Со дозвола на компанијата со која работеше Джери Наумов, можам да објавам дека компанијата Кондево од Италија, лидер во производството на топлотни разменувачи за бойлери и добавувач на светски познатите производители на бойлери, не информираше дека донесе одлука за инвестирање во технолошко-индустријската развојна зона во Штип. Инвестицијата во вкупна вредност од над 40 милиони евра и минимум 250 нови вработувања во период од 5 години, рече Груевски. Додаде дека компанијата ќе ја применува најновата технологија во оваа област и оти ќе финансира во тренинг на своите вработени со цел да се обучат за производство на нивниот нов патент производ на светскиот пазар. Потпишувањето на договорот, истакна Груевски, во владина процедура и компанијата планира да започне со активностите за градба во текот на наредните 3 месеци. Изминатата сабота криопаланчани имаа можност да уживаат во традиционалниот годишен концерт на културно-уметничкото здружение Фолклористи. Членовите од сите возрасти преку целовечерниот богат настап уште еднаш покажа како се сака и негува македонскиот изворен мелос. Играурците од културно-уметничкото здружение Фолклористи традиционално и годинава ја преполнија кривопаланичката киносала, каде уште еднаш достојно ја представија фолклорната традиција на крајот и воопшто источна Македонија. Членовите од сите возрасти со посебен темперамент и раскош ја расположија публиката со карактеристичниот мелоритам на песните и ората, а атмосферата ја дополнија гостите од културно-уметничкото здружение Карпош од Куманово. Културно-уметничко друштво Фолклористи се представија со 8 кореографии, Источна, Шопка, Кумановско, сега промовиравме на Солунка и Пирин. Он е прв концерт за оваа година, че со годишниот концерт ги отвараме нашите активности. Еве имаме понуда сега за наредната недела да дојдеме во Куманово. Имаме активности, имаме турнеи кои треба да одиме во Босна, Турција, имаме Србија, имаме Бугарија, имаме Софија, имаме така да имаме доста турнеи. Најискусните фолклористи добија благодарници за бројните настапи, а дел од нив ги споделија своите импресии од многуте успешни представувања во земјава и странство. Сум член некаде повеќе од 10 години. Имам настапувано во повеќе места во Републикава, како и надвор од земјата, например Турција, Бугарија, Србија. Веќе сум член околу 10 години во ова друштво. Денеска, например, јубилејни беше диплома од 100 концерти. На концертот присуствуваше и делегација од збратименото друштво Ново селиште одбор соседна Србија, со кое соработуваат веќе 5 години. Јас сум пред се задоволен не само од својата догогодишна работа, бидејќи најмногу вложен во младите кадри, туку и што вечерва оваа преубава и огромна сцена беше преполна со младост и со оние кои треба да ја носат идната работа на сите уметнички, фолклорни и музички друштва,
а имате преубава инструментална музика. Сите 275 члена на ансамблот остануваат доследни на својата идеја за промоција и афирмација на македонскиот фолклор, бидејќи традицијата е начин е голямо културно-етнолошко богатство, порачуваат тие. По повод одбележување денови на пролетта за заштита на околината, децата од градинката Ангел Шајче одржаа најразлични активности. Во нив беа вклучени родителите и деца и институции од општествената средина. По повод денови на пролета за заштита на околината, децата од градинката Ангел Шајче одржаа низа активности преку целата недела. Децата засадија цвеќе во објектот, го посетија расадникот во Доброшане, засадија зеленчук во стаклената градина. Со цел подигање на свеста кај на младите за очувување на животната средина и природата, учителките одржаа предавање на дечињата. Имаме други активности, чистење и уредување на двор, чистење на занималната исто така. Исто ги поврзуваме и деновите на екологија. Посетивме расадник во село Добрешане кога бевме. Ги изнесовме децата надвор во двор, посадија цвеќиња, да ја украсиме нашата градина во градинка. Исто така можам да спомнам дека во корелација со пролета, екологијата и тие други работи, активности исто така имаме во стаклена градина, што е проект од владата на Република Македонија. Таму засадивме зеленчук, спрема годишните времиња, како оди што се сади. Во расадникот во Доброшане дечињата имаа можност да се запознаат со најразлични видови насадници. Драган Николиќ, одговорен во расадникот, им објасни на децата за карактеристиките на цвеќињата и дрвјата. Во расадникот во Доброшане, кој е под чистота и зеленило, произведуваме денор материјал за потребите на град Куманово и за физички лица кои имаат потреба. Има околу 100 и нешто видови. Сега по потреби, кој какви афинитети има, какви вкусови има, такви да се правиме. Најчесто бараат за уредување на дворови, зимзелени садници. Имаме во доволен број. Освен овие активности, децата одржуваат и куклини представи, цртаат чисто-нечисто и прават нивна корелација. Секоја година градинката Ангел Шајче е вклучена во реализирање на активности од областа на екологијата. Вести од светот, шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров и американскиот државен секретар Џон Кери се состанале во Лозана за да разговараат за статусот на нуклеарните преговори со Иран. Евентуалниот договор со Иран би бил пресвртница за Обама. Во Велика Британија почнува изборната кампања. Германскиот весник Билд објави делови од снимка од една од црните кутии на авионот Airbus A320. Официјална Москва соопшти дека шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров и американскиот државен секретар Џон Кери се состанале во Лозана, Швајцарија, за да разговараат за статусот на нуклеарните преговори со Иран, како и за други меѓународни прашања. До средбата дојде на крајот на интензивни разговори со иранските преговарачи околу контроверзната нуклеарна програма пред крајот на истекот на рокот за постигнување решение 31 март. Така речената група 5+1, 5 постојани членки на Советот за безбедност на Обединетите нации плюс Германија сака договор со кој ќе се обезбеди спречување на Иран да дојде до нуклеарно оружје. Администрацијата на председателот Барак Обама според некои аналитичари била фатена неподготвена по најновите случувања на Блискиот Исток, затоа како што велат на Вашингтон му е неопходен договор за иранската нуклеарна програма. Кога американскиот председател Барак Обама им се обрати на муслиманите во Каиро во 2009 година, тој не ни наслутуваше дека Блискиот Исток ќе се скрши како стаклена кула. Поради хаосот во регионот од борбите во Сирија, Ирак и Јемен до заладените односи меѓу Соединетите држави и Израел, како и тензичните преговори со Иран, некои аналитичари упатуваат остри критики спрема Обама. Вашингтон сега се најде во чудна позиција да се бори заедно со Иран против сунитските милитанти на исламската држава во Сирија и Ирак и во исто време да ја поддржува сунитската кампања против сојузниците на Иран во Јемен. Британскиот премиер Девид Камерон побара од кралицата Елизабета II да го распушти парламентот и да започне предизборна кампања за изборите закажани за 7 мај. Исходот од изборите засега е неизвесен, според истражувањето на јавното мислење и конзервативците и лабористите имаат сличен рейтинг. ТВ дебатата помеѓу 7 лидери на британските партии е закажана за 2 април.
Германскиот весник Бил денеска објави делови од снимката од една од црните кутии на авионот Airbus A320, што укажуваат на тоа дека копилотот Андреас Лубит самиот се заклучил во кабината и намерно го соборил авионот на француските Алпи. Од снимките добиени од црната кутија можело да се чуе како пилотот очајнички се обидувал да влезе во кабината, пошто во еден момент се обедел и со тврд предмет за кој се претпоставува дека е секира да ја разбие вратата. Екипата на Веспрем е новиот шампион во регионалната ракометна Сеха лига. Македонскиот ракометен репрезентативец Гојце Георгиевски најде ангажман. Тој до крајот на тековната надпреварувачка кампања ќе го носи дресот на францускиот прволигаш Тулуз. Во финалето на завршниот турнир во Сеха конкуренцијата што се одржа во овој унгарски град, ракометарите на Веспрем славија убедлива победа против белорускиот првак Мешков Брест со 32-21, полувреме 14-0. Најефикасен во редовите на новиот Сеха шампион беше Гаспер Маргуч со 9 постигнати голови, додека Гарсија Угалде средбата ја заврши со еден помалку 8, колку што имаше и Раско Стојковиќ на спротивната страна. Третото место му припадна на хрватскиот првак Загреб, кој во утешното финале го совлада македонскиот вице-шампион Вардар со 26-23, полувреме 10-11. Со ова заврши четвртата сезона во Сеха конкуренцијата, во која Вардар е најуспешната екипа со 2 шампионски трофеа, а Загреб и сега Веспрем имаат по еден. Македонскиот ракометен репрезентативец Гоце Георгиевски најде ангажман до крајот на сезоната. Тој до крајот на тековната сезона ќе го носи дресот на францускиот прволигаш Тулуз. Георгиевски, кој по завршувањето на светското првенство во Катар одигра само еден меч за актуелниот македонски првак Металург, потврди дека се договорил со францускиот прволигаш по само еден ден разговори. Одличното крило на македонската репрезентација е дел од низата репрезентативци кои по напуштањето на тимот од автокоманда најдоа нов ангажман. Женската ракометна екипа на Куманово продолжува одлично во домашниот шампионат. Вчера во дербито на првата лига Кумановки се прикажаа во вистинско светло, кое што на крајот резултираше со победа и чекор кон Суперлигата. Маријан Стошевски. Ракометарките на Куманово се прикажа во вистинско светло во дербито против екипата на Кожувчека од Штип. Тренерот Александар Јовановиќ со своја анализа за овој надпревар. Овој надпревар го заслужи епитетот на дерби надпревар во првата македонска лига. Почнавме надпреварот, го отворивме со наше водство, меѓутоа дозволиме на наши грешки противникот да се врати во игра и да има заслужено водство на полувреме. Меѓутоа потоа се консолидиравме, кренавме играта и на крај извојувавме многу важна победа. Продолжуваме активни тренинзи, повеќуваме темпото, имаме 2 изваредни победи сега што ни значат затврстување на второто место. Имаме слободен викенд следна сабота и недела, потоа ни следува гостински надпревар со екипата на Свети Николе, Овче поле, во која исто така очекуваме одиме на победа. Со оваа победа Куманово се приближи на Штипјанки на 3 бода, а овие две екипи се речиси сигурни патници за Суперлигата. Само прашање е кој ќе биде прв на крајот. Во следното коло екипата на Куманово е слободна. Боксерскиот клуб Фајтер од Куманово продолжува со одличните резултати на меѓународната сцена. На силниот боксерски турнир во Косово, јуниорите Никола Арсовски и Дарио Василевски ги освоија сребрените медали, додека Вилијам Маневски во кадетска конкуренција се закити со среброто. Тренерот Ергин Салиевски пред нашата камера не го криеше задоволството од новиот успех на своите боксери. Значат овие резултати за вашиот клуб? По овие резултати сега почнаме со млади дечки да работиме, сега со кадети, јуниори. Со тие дечки ќе успееме многу, пошто со сениорска генерација што беа, се отидоа, бидејќи немам со што да ги плаќаме. И сега имаме млад кадар, јуниори, кадети и една женска имаме, сега и она ќе стартува. Каква е гената до крајот на годината? Ќе учествувате ли некои сомнителни? Да, ќе учествуваме сега во Србија, ќе одиме, па Нови Сад, Златна Рукавица ќе одиме. Ќе одиме Акија Коралич у Сарајево, јуниорска конкуренција исто, и во Мостар. До крајот на годината Салиевски истакна дека ќе направи напори да обезбеди финансиски средства за младиот Вилијам Маневски, за да може да отпатува на Европското првенство. Врвен фудбал и евроквалификации, НБА и MotoGP во сегментот меѓународен спорт.
Пораз на Србија на гостувањето во Португалија од 2-1 во рамките на квалификациите во И групата за Европското првенство, со што најмногу добија албанците, кои во меч во кој 80 минути имаа негатива од 0-1, ја совладаа Литванија на крајот со 2-1 и се поблиску до најголемиот успех во својата историја, бараж или директен пласман на Европското првенство во фудбал во Франција. Во преостанатите надпревари ремизираше Ирска со 1-1 во дуелот со Полска, без победник и без погодоци во средбата меѓу Унгарија и Грција. 9 надпревари се одиграа во НБА лигата во ноќта помеѓу неделата и понеделникот, во кои победи забележаа тимовите кои се борат за пласман во плеофот. Бруклин со 107-99 славеше над Лос Анџелес Лейкерс и го задржа 8-то место на истокот, а Мајами кој на 7-то место триумфираше над Детройт со 109-102. Вейд постигна 40 поени во победата на Мајами, додека кај Детройт Драмонт имаше учинок од 32 поена и 14 скока. Кливленд со многу проблеми запиша победа над Филаделфија 87-86. Сан Антонио со тимска игра победи во дербито со Мемфис 103-89, а Хјустон славеше во Вашингтон 99-91. Нью Орлеанс, предводен од Ентони Дејвис со 28 поени, ја победи Минесота 110-88. Лос Анџелес Клиперс славеа над Бостон 119-106, додека Индијана го порази Далас 104-99. Оклахома го совлада директниот конкурент за 8-то место на западот, тимот на Феникс. Расел Весбрук мечот го заврши со 33 поени, 9 скока и 7 асистенции. Ако италијанските тифози минатите години беа сведоци на доминацијата на нивните ривали, тогаш можат да бидат презадоволни од стартот на новите сезони во Формула 1 и MotoGP. Бидејќи по триумфот на Ферари во Малезија и Валентино Роси славеше во ноќната трка за големата награда на Катар. Возачот на Ямаха стигна до победата по дуел со ривалите од Дукати, кој уште на зимските тестирања има одлични постигнувања во Катар, па така Довициозо беше нецели 2 десетинки за докторот на целната линија, додека Јаноне задоцни полни 2 секунди, но го комплетираше италијанскиот подиум. Лоренцо со пласманот на 4-то место покажа дека Ямаха има потенцијал да се носи со Хонда оваа година, бидејќи Маркез и Педроса финишираа на 5-то и 6-то место. Роси во свој елемент ја прослави 83-та победа во најквалитетната мотокласа, а вкупно 109-та во кариерата. Времето во Македонија денеска беше сончево со умерена облачност, а попладнето облачноста се зголеми и имаше слаб локален дожд. Така ќе биде и во следните денови. Метео за градовите од регионот. И тоа беше се што подготвивме за третиот дневник, почитувани гледачи. Останете со К3 телевизија и имајте пријатна вечер.